Добро вечер, со уште едно издание на отвореното студио на телевизија Нова вечерва со мене Наум Стоилковски, а како тема за оваа вечерашна дебата избравме не толку пријатна тема, а тоа е црната статистика кога станува збор за смртноста на бебињата, на новороденчињата. Со мене во студиото се примариус доктор Весна Деловска Стојкова од специјалната болница за гинекологија и акушерство Мајка Тереза од Чаир во Скопје. Добро вечер за вас. Добро вечер. Лилјана Којич од детската клиника, примариус доктор Лилјана Којич, и примариус доктор Бети Елизабета Петковска од гинеколошка акушерската клиника при универзитетската клиника. Ве повикав тука во ова студио да, како што бека и кажав на почетокот, да ги расчистиме причините за ова неславна бројка, која што ја оптоварува јавноста, иако може би споредено по некои параметри и не станува збор само за грешки или инциденти, односно за некој случај кој што е во огромна разлика од претходно или споредено со други држави. Па, од каде да почнеме? Вие сте сепак повлезени во темата. Од каде да тргнеме? Еве, вчера во Шуто Оризари има нов случај со починато бебе во Шуто Оризари, па прво, еве, ако почнеме од таа екипираноста. Докаде е со опфатеноста од гинеколошки аспект во Шуто Оризари? Се најавуваше гинеколог, нема гинеколог, има ли гинеколог? Има. И на крај како Има тоа? одлетово. Има одлетово. Почна ли? Бидејќи почна, па го снема, па дали има? Има. Колку што Добро. знам, има. И како сега, дали ова смртност ќе се припише кај вас или е на примарното, од каде да почнеме? Прво би сакала да ви се заблагодарам на поканата. На вистина е ова многу горлива тема. Тема која што секој ден го обременува народот. Уште повеќе тема во која што ние сме навлезени повеќе од половина од својот живот. Така. И на вистина би сакале можеби некои работи малце да ги проанализираме, но да ги расчистиме сите работи во тек на една емисија на вистина нема да стигнеме. Конкретно во прашање во врска со присуство на гинеколог акушер во Шуто Оризари, морам да кажам дека до пред една година одеа точно од нашата болница гинеколози акушери и покрива. Меѓутоа одеа неколку дена со сестра заедно и ми се чини дека имаше некаков одек. А точно тоа сега сум сигурна дека веќе има гинеколог акушер кој што е вработен и кој што работи перманентно во овој крај. Но и дали умрело бебе, а има гинеколог, не знам колку е тука врската голема. Зошто тука ја почнав вака? Во претходен договор со вас за емисијата, дојдов до заклучок и од вас ми беше посочено дека смртноста се случува на терцијално ниво, односно на клиниките. А причините почнуваат уште од примарната здравствена заштита. Затоа од тука тргнав. Дали има гинеколог, дали е сето тоа добро покриено, колку каде лежат проблемите? Ајде, може ли од вас еден? Еве вака. Кај нас завршува проблемот. Затоа кај нас е фокусот. Проблемот започнува негдека многу подлабоко, па дури и подалеку од примарната здравствена заштита. Неонаталната смртност е показател на социоекономскиот развој на една држава. Што значи дека тоа е една мултифацетирана, така многу слојна проблематика, која бара многу поопсежни истражувања. Значи, тука се поставуваат неколку практични прашања. Прво, дали таа мајка пред да остане бремена е здрава? Потоа, кога ќе остане бремена, кој и како се грижи за нејзиното здравје? Дали е доволно здравствено едуцирана? Дали се применуваат сите протоколи кои што се неопходни и кои би гарантирале сигурност во тек на една бременост? Колку мајката сама се придржува до софетите кои што ги добива? Тоа е тој дел кој што се однесува до медицинската грижа. Колку е здравствено просветена? Што смее, што не смее да прави, како се храни. Меѓутоа има и други моменти.
Дали е вработена, дали страхува за губиток на своето работно место, дали е во стрес. Се е тоа во ред како причини. Но до 30 септември, според некоја статистика на Скопска гинекологија, на клиниката, починале 127 новороденчиња. Би морала да интервенирам тука. Гинеколошко-акушерската клиника, ќе ме поправи колешката, бидејќи она е од таму, е предвидена за 3000 раѓања, а кај нив се случуваат 6000 раѓања. Значи, бројката, трноверот на пациенти, прометот на пациенти им е двојно зголемен. Излезе една бомбастична бројка од 30% на смртност. Ако седнеме една проста математика да направиме тоа, 120 деца, на дотогашната бројка од 4000 раѓања е некаде 3%, ако не се лажам јас. А не 30%. Добро, ајде, ако веќе имаме представник од гинеколошко-акушерската клиника, точно ли е ова, дека вашите можности се за 3000 породување, а правите над 6000? Да. Значи, клиниката беше предвидена да има 3000 до 3500 раѓања. И новата зграда, која што беше 2010 година, 2011 отворена, значи беше предвидена за толку раѓања. Капацитетот, значи, е толков. Друго е тоа што бројката се дуплира и со отварањето и на оделението за лекување на, значи, на предвремено родените новороденчиња, оние најтешко болните новороденчиња во оделението за интензивна нега и терапија, негдека 2008-2009 година, кога почнавме тоа да го работиме. Од тогаш па натаму ние работиме вон стандардите. Ако оделението ви е планирано за 25 деца да лекува, оно лекува и се грижи за 50, некој пат и повеќе. Значи, од сам старт стандардите се нарушени. Добро, зошто се дуплира? Значи, како се прави таа една... Мора да влеземе и во тоа. А како е било дојдено до бројка дека треба да има 3500 породувања? Така. И зошто, ако треба да има 3,5 породување, има 6000 породувања и над 6000 породувања? Па земете миграцијата. Веќе половина ми се чини од населението дека не живее во Скопје. А тоа не е од 2012 или од кога рековте дека е отворена? Значи, се повеќе и повеќе, значи, се гравитира кон Скопје. Значи, клиниката е наменета за транспорт in utero. Значи, ви доаѓа плод, односно неродено бебе во утробата на мајката за најтешките случаи. Значи, сите гравидираат во Скопје. Значи, нема друга одделение кое што би ги згрижило тие новороденчиња. Додека на клиниката за детски болести доаѓаат децата кои веќе се породени, значи од другите центри, и тие ќе дојдат таму на лекување. Значи, постојат две одделенија, едните ги згрижуваат децата по принцип транспорт in utero, другите транспорт ex utero. Значи, долги години ние работевме со помал број, можеби, на овие најтешко болни новороденчиња и незрели, за тоа што ги препраќавме да се третираат, значи лекуваат на клиниката за детски болести. Како го отворивме одделението, значи ние имаме поголем наплив и нормално имаме зголемена смртност на новороденчињата. Затоа што тука ги лекуваме. Значи не завршуваат повеќе на клиниката за детски болести. Так, туку завршуваат овдека и овдека се третираат. Потоа има разлика, значи прематуритет и прематуритет. И тој се градуира. Значи, имате предвремено родени новороденчиња по 37-та недела, кои што би се помеѓу 32-та и 36-та недела, помеѓу 28-та и 32-та, и оние најмали или екстремно незрели новороденчиња кои се под 28-та недела со телесна маса која што е под 1 килограм. Тоа се и најризичните. Тука ви стапката на смртност најголема. Значи, јас направив... Според некои статистики, кога се прави статистиката, се земаат ли овие недели и развој во предвид и со што се споредува македонската смртност на бебиња? Кој? Морам веднаш да се вклучам тука, дека од пред 33 години, откако сум вработена во истата болница и на одделот за неонатологија, сме се споредувале. Тогаш се споредувавме во рамки на републиките во бивша Југославија. И мислам дека не сме биле многу подолу. Но Словенија еден период одскокна од сите други, со тоа што се оформи таму интензивна нега, која што беше исклучително добра и каде што сите сме поминале по еден, можеби, мал дел на
едукација таму. Но за Македонија можам да кажам со сигурност дека некаде после 90-тите години се отворија интензивните неги на детска клиника и многу покасно на гинеколошка клиника. До тогаш новородените гиневме за сите новородени и за тие под килограм. Значи сме правеле се и имаме одлични дечиња кои што се живи, но немавме други можности и оние каде што може би малку требало да се направи некаков супорт со подобра техника, со подобри вештини, со подобри услови, сме ги губеле. Откако ја добивме интензивната нега на детска клиника, и за нас се олеснија многу работите, ние сме второ А ниво по таа рангираност во организацијата, и секое новородено на кое што му треба интензивен надзор, тоа значи интензивна нега, тоа значи употреба на кислород подолготрајно или респиратори, ги префрламе на детска клиника. Имаме одлична соработка со интензивната нега на детска клиника и истата сметам дека треба да продолжи, да биде уште по да кажам, вселенска, ако може да се каже, вака во предвечерието на денот на недоносени. Заради тоа што многу често, многу малку недостасува да истите бебиња преживеат. Во поглед на интензивната нега на гинеколошка клиника, се согласувам со колешката дека имаат многу голем наплив, заради тоа што од цела Македонија новородените, односно транспортот ин утеро функционира, така да новородените бебиња таму се всушност од цела Македонија. И заради тоа е многу голем тој број, но истовремено морам да кажам дека не профункционира наспроти ова што профункционира транспорт ин утеро. Мајката која што добила болки во 28 недела ќе биде транспортирана на гинеколошка клиника и така, не профункционира оној обратниот транспорт, бек транспорт. Значи, кога тоа бебенце ќе биде извлечено од големи кризи и кога веќе му треба само една добра нега, добра грижа, добра исхрана, да се спроведе доење, употреба на мајчино млеко за да порасне, тоа бебенце треба да биде вратено во центарот од каде што е дојдено. Тука мислам дека постои една мала, можда и мала, можеби и поголема причина заради која што е преголем бројот во гинеколошка клиника. Преголем е тој број. За 100 новородени да се грижат премалку сестри, премалку доктори, навистина е еден реален, сосема реален елемент. Прашањето ми беше околу споредбата, ова е одличен одговор, меѓутоа прашањето ми беше околу светските статистики на предвремено родените. Како се бројат за да може да се изброи таа смртност, а како е кај нас? И дали се споредуваме во оние со оние земји кои што има, да речеме, многу поразвиени моменти или со оние што имаат помалку развиени? Каде се наоѓаме со здравството, каде се наоѓаме со статистиката? Само да довршам, ако може. Многу добро што многу работи би сакале да кажеме во тек на оваа емисија. Значи, и тогаш ни беше стремеш, Јапонија имаше 4 промили смртност, новороденечка, односно перинатална смртност. А ние имавме некаде над 20 промили. Ние сме гореле во таа желба да постигнеме нешто макар европско, да речеме Шведска имаше 7 промили, зборам пред 20 и кусур години. Сега сите тие промили се сведени уште на поголем минимум. Ние сме некаде околу 14 промили последните години, еве колешките може би ќе ме поправат, и нема голема флуктуација. Значи, една година може би малце повеќе, една година помалце, и тоа се должи веројатно на други системски причини. Може би колешката Петковска ќе ги дообјасни до крај, или колешката Којич, и баш би сакала да направиме таква споредба, бидејќи немаме ние некој драстичен пат по оние податоци што ги добиваме од Државниот завод за статистика. Значи, во светски рамки, некаде 15 милиони новороденчиња ќе се родат предвремено. Од нив 1 милион, значи на годишно ниво ќе починат. Ако зборуваме за вкупната смртност на годишно ниво, значи на новороденчиња, вклучувајќи ги незрелите новороденчиња, тоа се некаде 2,7 милиони,
плюс тука надоврзете ги 2,6 милиони на мртвородени. Сега, во Македонија, кога зборуваме за неонатална смртност, а тоа е смртност на новородено дете до 28-миот ден, е 8 новороденчиња на 1000 живородени. Ние негдека се движиме, значи, во последните години, почнувајќи од 2002 до 2015, тоа може и да се отвори, да се види, тоа се извештаи на Светска здравствена, значи, организација, можете да ги видите, значи, не сме се промениле. Тука е бројката 7 до 8. Во Србија, за разлика од кај нас, е преполовена и е на веќе на 4, во Албанија е на 6, Турција има драстичен пад, значи, околу 6 на 1000 живородени, Словенија веќе со 1,2, Хрватите се 3 и негдека се црногорците со 2,4. Значи, кај нас останува и покрај отварањето на ова интензивно одделение, кај нас ние почнавме да функционираме 2002-2003 година, значи, останата на исто ниво. Значи, да се бара само проблемот на терциерно ниво, каде што ги решаваме, значи, последиците, а не причините за предвременото раѓање, е малку чудно, бидејќи ние се справуваме со последиците. Вие добивате екстремно мало незрело бебе. Ви кажав, на нашето одделение 50% од децата кои што се починати се под 28 гестацијска недела под килограм. До неодамна тие деца не се ни третира, не беа подвргнување ни на примарна реанимација, односно оживување. Сега таа сива зона е помеѓу 26-та и 28-та недела, кога и ние и колегите од Клиниката за детски болести преземаме активности и му даваме шанса на тие новороденчиња да преживеат. Другото што е помало, за жал, еве ќе ви каже и колешката Којч, каде што има многу поголемо искуство, немаат преживување. За сите тие години колку што они функционираат, дали 4 или 5 бебенца с кои што се помали од 26 недели преживеале. Значи, не треба да се залажуваме. Ние треба да видиме колку можеме да им помогнеме и каде да се подобриме во кај нас, да му пружиме помош на веќе родените и многу незрели тешко болни новороденчиња. Причините се многу, значи, подлабоки. Значи, примарна здравствена заштита и одговорноста на секоја трудница, односно секој пар кој што е бремен. Значи, има неколку познати фактори за прематуритетот, какви што се мултиплите бременности, кои што во последно време се актуализираат со инвитрото. Значи, враќањето на 2-3 и повеќе плодови ви ја скратува, значи, рокот на бременоста, имате шанси за предвремено раѓање. Потоа, честите бременности, значи, кратките рокови меѓу бременностите, исто така. Мајка која еднаш имала предвремено раѓање, шансите да повторно да роди предвремено, исто така се големи. Болестите врзани, значи, за самата бременост, како што се високиот крвен притисок, покачените вредности на шекерот, неконтролираните хормони, поготово високи ниски вредности на хормоните на штитната жлезда. Тука ви доаѓаат најтешките форми на висок крвен притисок, екламсиите, преекламсиите, значи хелп синдромот, во кој една жена може и да го изгуби животот. Потоа одека доаѓаат честите, и тоа најчесто децата и за тоа ги губиме. Има чести уринарни и вагинални инфекции. Значи, неправењето е на една обична крвна слика, а тоа е должност во примарната здравствена заштита помеѓу 22-та и 27-та недела. Само треба да се погледнат високите бели крвни зрнца или леукоцитите, кои во многу колерираат со предвременото раѓање. Значи, треба уште многу рано, и како што каже колешката Којч, да се обрне внимание на исхраната, суплементите, железото, фолната киселина, значи. Кога се оди, значи, кај матичниот гинеколог, тој треба да посвети внимание и да разговара за тие работи. Значи, зависностите, значи, се повеќе застапувани се дрогите, значи, употребата на разни наркотици, непримерната употреба на медикаменти, значи, несовесното, за се и се што се потегнува по некој медикамент. Потоа тука ви се зависностите од алкохол, пушењето на цигари, сето тоа, значи, ви
ви е причина за прематуритетот. Да не заборавиме дека во 50% дури не ке знаете која е причината. Значи имате едноставно предвремено раѓање, но ја немате причината, а во дури 80% од овие случаи ви се непрепознаени ранните знаци. Ние добиваме буквално на клиниката за гинекологија трудници кои што веќе се со почнато раѓање, а жената да и не знаела дека почнала со раѓањето, затоа што треба да се преземат и претходно некои мерки, како што е давањето на кортикостероидна терапија за зрење на белодробието на тој плод, бидејќи шансите да преживее се поголеми, па давањето на антибиотици, ако се прснати околу плодовите обивки, значи ако истекувала веќе околу плодовата вода, секое пролонгирано, значи повеќе од 12 сати, ви го носи ризикот за инфекција. Потоа колку е дадена токолиза, односно колку можела да се даде за да се спречат болките, да се сочува тој плод, повеќе да се задржи во утробата. Значи тоа се неколку работи кои што може да се направат и се покажале како добри, за да и понатаму му помогнете на тоа новороденче и има поголеми шанси да се извлече. Јас тука ќе направам една пауза, ќе повикам реклами, а потоа ќе продолжиме со оној момент што го нагласивте, како да се подобриме во оние моменти каде што треба да се посочи повеќе внимание. Останете со нас, погледнете ги рекламите, се враќаме веднаш по нив. Еве не повторно во отвореното студио разговараме за причините за смртноста кај бебињата на неславна тема, неславни вести, неславни бројки кои што ја возбудуваат јавноста. Со мене во студиото се примариус доктор Весна Деловска-Стојкова, потоа примариус доктор Лилјана Којич и примариус доктор Елизабета Петковска од болницата во Чаир, потоа од детската клиника и од популарно скратено ГАК. Разговаравме за причините за смртноста и околу она што значи смртноста, дали е таа бројка зголемена или не. Рековме дека ќе продолжиме онаму како да се подобриме. Па, ајде сега да видиме какви се состојбите на детската клиника и како може таму да се подобрат. Бидејќи доста моменти, доста вести со смртноста, освен на ГАК, се поврзуваат и со детската клиника. Прво, едно нешто сакам да кажам. Значи, ние работиме 27 години. Интензивната единица на клиниката за детски болести е отворена во 90-та година, во 1990 година. Најодговорно тврдам дека од тогаш до сега, за 27 години, ниедно бебе кое што е помало од 25-та, 6-та гестацијска недела не е преживеано. На крај на 25-та недела, со сите наши усилби, према 26-та недела имаме само 4 преживеани бебиња. Значи, процентот на преживување од секогаш на овие екстремно незрели бебиња бил нисок. Отварањето на интензивната единица во гинеколошко-акушерската клиника многу ни помогна нас, не растовари нас, бидејќи таа цела плетора беше кај нас, предходно, од сите бебиња. Принцип, она што го согледувам како фактор, би се согласила со колешката, значи, има голем удел во зголемениот морбидитет и зголемената инциденција на овие екстремно незрели бебиња, зголемената стапка на инвитро фертилизација. Затоа што еве зошто. Затоа што една жена која што по природен пат не успеала да задржи бременост во своја 25-та, 6-та, 7-та година, тешко дека ќе успее да ја задржи бременоста до крај, без да се породи пред време, во своја 40-та година и со 2 или 3 плода. Она е осудена на предвремено раѓање. Кога еден плод ќе се роди пред време. Тоа и не е само кај жени кои што не успеале во 25-та, 6-та, туку и границата на стекнати бракови и почеток на соживот е многу повисоко кренато, така што ова 25-та, 6-та ми е многу ниска граница во современо живење, ако ги гледам. Предвремено раѓање е поголем кај
помладите мајки, под 18-та и она што ви кажа над 30-та година, независно дали жената е инвитро или не. После 30-та година, значи некои болести кои што мајката може да ги заработи, што викаме ексклузивно, се само врзани за бременоста, се јавуваат баш кај жените по 30-та година. Не за џабе, во акушерскиот речник родилка, првородка која се пораѓа прв пат на 35 години се вика стара првородка. И тоа е породување врзано со поголеми ризици. Потоа има и уште една работа, негде ќе ми помогнат колешките, мислам дека беше 2014 година, имавме една перинатолошка секција на која се инсистираше границата на перинатална смртност, која секаде негдека во светски рамки е 24-та недела, зборуваме за здравствени велесили, чие што ние ниво не сме. Ние сме земја со пониски здравствено-санитарни стандарди и тоа мора да сме свесни. Како што немаме исти техничко-технолошки развој каков што има Америка и Шведска, така немаме ни исти здравствени услови како во Америка и Шведска. Не дека тоа треба да биде оправдање, меѓутоа е објективна околност на која треба да се земе предвид. Значи, симната е на 22 недели. Во 2001 година имаше едукација која беше проект на УНИЦЕФ и на Светската банка за намалување на смртноста на доенчињата во Македонија. Сите ние учествувавме во тие едукации, дел од колегите, мислам дека и присутните колешки беа во Австралија, а ја присуствував кога модулите за едукација на сиот персонал кој што работи во родилиштата ги држа австралиските едукатори, а потоа и наши. Тоа беше еден одличен проект и мислам дека е време таков проект да се повтори. Тогаш ни кажа раководителката на проектот, професор Хедер Джефри, од Сиднеј, Австралија, и они имаат престижна перинатолошка школа, една од најпрестижните во светот, и рече вака: 24-та е кај нас, 28-та е кај вас. Ја би била презадоволна ако кај вас таргетираме 28-та недела како граница за преживување, затоа што вашите услови не се прилагодени за пониско од тоа. Во овие услови во кои што вие работите, ја ќе бидам задоволна со 28-та недела. Ние постојано се обидуваме да ја симнеме таа граница. И сме ја поместиле. Сме ја поместиле до 25-та, 26-та недела. Но подолу од тоа, мислам, не само што ние немаме услови, него и светскиве истражувања покажуваат дека е дискутабилно и дали треба. Тоа се етички прашања, не би завлегувала, меѓутоа, она што е сигурно е дека тие дечиња кои се регрутираат од таа сива зона која што ја спомна колешката Петковска, се дечиња кои што се со голем број проблеми во развојот потоа доколку преживеат. Што всушност е проблем со прематурните деца? Тоа е тоа што можеби треба да се објасни убаво. Значи, тоа не се често деца со мани, некои од нив имаат и мани, вродени мани. Тоа се едни мали нежни организми кои се едноставно неспремни за живот надвор од стомакот на мајката, која е природна средина. Не постои инкубатор на светот, ниту пак апаратура на светот која може да го имитира тоа на таков квалитетен начин за да на бебето му биде исто. Тие бебиња имаат незрели органи и органски системи, најстрашно од се е што незрела им е одбраната од инфекции. И тоа е тоа што на нас ни представува голем проблем. Меѓутоа не само на нас, туку и на светските интензивни. Сине што почнавте околу опременоста и споредбите со пониски здравствени услови со развиените и со тоа каде треба да ги гледаме нашите стандарди во однос на тоа што значи и што не значи, е вака лаички кажано, меѓутоа публиката не ни е специализирани, затоа вака мора да ги доловиме амбиентот во кој што работите и со што се соочувате, меѓутоа токму во таа насока. Колку политиката ви пречи во реалната работа? Ако збориме за опременост, постојано посочување на тоа, има волку со броење, значи разговараме за броење. Волку инкубатори, толку инкубатори, а сега посочи дека ни еден инкубатор не може да помогне во некој случај.
Како стоиме на таа тема? Колку тоа ви пречи во секојдневната работа, прво како ваша работа, без притисок на јавноста, и второ, колку ви прави внатре во организацијската структура и особено при нели вакви случаи немили. Па еве вака сега ќе ви кажам. Гинеколошко-акушерската клиника се соочува со проблем на опременост. Ајде прво кај вас, па после А гинеколошката. кај нас е отворен новиот интензивен оддел, кој што е опремен и има доволно опрема во моментов. Има некои технички недостатоци кои што се надевам дека ќе ги надминеме. Во самиот проект се изоставени некои работи кои што се неопходни за функцијата на одделот. Меѓутоа, мислам дека ќе најдеме решение, но опрема имаме. Она што ние го немаме е кадар. Ние немаме кадар. Таа опрема која што сме ја добиле, треба да ја оперираат лекари и сестри. Лекарски кадар немаме доволно, но оној што е горечки проблем е немаме доволно сестри. Условите во здравството беа такви да голем дел од нашите колеги, лекари и сестри се одлеа према приватните болници. Огромна миграција постоеше од 2007 година, од 2010 година. Имам еден податок дека од мојата клиника заминаа 24 лекари специјалисти. По разни основи некој се пензионира, а добар дел некој заминаа во странство, а добар дел заминаа кон приватните болници. И сега од прилика се кажува нешто, никој не е незаменлив, не е точно. Мислам, е точно делимично. Јас сум сосема сигурна дека еден млад, брилијантен студент кој што туку-што завршил, за 10 години ќе биде одличен лекар. Меѓутоа, треба 10 години. Тоа е процес. Создавање на таков профил високо специјален е процес за кој треба време. Лошото планирање мислам дека не донело до овдека, не е планиран кадар да ги замени тие луѓе благовремено, кои што си заминуваат, и не само тоа, ние старееме. Ние сме сите овдека кој во пета, кој во шеста деценија присутни. Ние наскоро ќе си заминеме. Има ли проблеми од овој тип на ГАК? Ние го имаме истиот, можеби и поголем, бидејќи ни фалат доктори. Покрај сестрите, ви кажав, стандардите се одамна веќе нарушени. Имаме во моментот на оделението само 4 дежурачи и само една мала континуирана медицинска едукација во склоп на присуство на некој семинар или конгрес веднаш нарушува и вие наместо на 4-та веќе дежурате на 3-та или на 2-ра вечер. А тоа е секако континуирана медицинска едукација пожелна и задолжителна за сите нас. Сестри немаме доволно, значи 4 сестри покриваат 50 дечиња, од кои редовно имате 8 до 10 кои што се приклучени на апарати за дишење или респиратори. А стандардите не го велат така. Значи веќе и тимот е истрпен, заморен, значи буквално изгорен, затоа што ова не се работи со денови, со месеци, и на едната и на другата клиника, исто и во специјалната болница Чаир, ова се децении во прашање, значи. Знаете што, секој прес после вакви вести се нагласувате, јас сум оштампал од сите вести што се вртеа во кога ќе дојде до ваков немил настан, вика лошите услови, нарушените меѓучовечки односи и понатаму причини за зголемена смртност токму се посочуваат, не е недоволна нели кадар екипираност, па недоволно техника и се врти тоа во круг, меѓутоа многу ми е ова интересно, лошите услови и нарушените меѓучовечки односи. Токму во таа насока ве прашувам. Колку нарушените меѓучовечки односи влијаат за одлив на кадар? Еве, до сите три ова. И колку тие лоши услови се ви станаа оправдание, вака да бидам малце по од страната на јавноста, нели? Ви станаа оправдување кога станува збор за секогаш се збори за техника, никако да се фати. Сега зошто ова вака го посочувам? Затоа што се случи да починат бебиња, а дежурната докторка нели не била присутна, па уште и нели напуштила работа пред време, па имало некој царски рез на кој што не се појавила. Па дојде комисија, истражуваше, дојде вака и сега беше казната како беше ќе доаѓа само наутро на работа и нели некако јавност остана како незадоволена со условно кажано казната за сето тоа. Колку е човечкиот фактор од постоечката екипираност на болниците
вистинскиот фактор за ваквите случувања? Најголем, еве веднаш да кажам. Значи, и мислам дека ќе биде бескрајно голем. Дури да дојдат Ама и некако, роботи, дојдовме до само да ви половина од докажам. емисијата, постојано не гласуваме други Само причини, да ви не докажам. доаѓаме до овој момент. Значи, и роботи да има во иднина, во медицината, во неонатологијата, секогаш ќе недостасува човечкиот фактор. Да, апаратурата не И може тоа е сама да вистинскиот, верувајте ми. Значи, 33 години работам на неонатолошко оделение со една перфектна екипа од неонатолози. Меѓутоа, ние 20 години сме истите. Немаме подмладок. Дали разбирате? Тоа е преголема работа која што треба да ни се случи што е можно побрзо. Една или две колешки кои што се на специјализација, но и тие додека дојдат, додека станат специјалисти, ни треба време. Така да 20 години без подмладок е премногу. Истото го мислам и за детска клиника и за гинеколошка Се клиника. Па дури и за цела Македонија. Имам впечаток и дека желбата да се биде неонатолог од страна на младите доктори кои што завршуваат општа медицина е многу мала. Зошто? Неблагодарна е точно од овие причини нашата Само работа. овие причини? Иако гориме во целата таа работа, значи неверојатно неблагодарна. Многу повеќе ги сакаат хирушките гранки, нели? Тука се наоѓаат себе си како врвни доктори, иако морам да го кажам и пред малку ја спомнав Словенија, а беше спомнат и овој преубав проект во Австралија. Значи, тогаш професорот Павле Корнхаузер од Словенија ни велеше, кога треба да барате нешто за новородените, за недоносените новородени, барајте го директно до министер, до влада, до премиер, до председател на држава и објаснете му дека едно бебенце од 800 грама, 900, 700, не е важно, кое што е сосема здраво недоносено бебенце, ќе му дадете шанса да живее уште 70 години. И кажете им слободно дека не се најважни кардиолошките центри, не се најважни не знам кои други центри. Многу сте важни, затоа што давате шанса за живот уште 70 години на тие мали недоносени новородени. Уште нешто би се навратила ја пред ова прашање. Да кажеме, колешката кажа дека примарната заштита не функционира. Слабо функционира и секундарната заштита. Ние имаме центри кои се комплетно непокриени. На сите ни е познат, нели, гевгелискиот случај. Она што не знам колку им е познато на јавноста е дека... Уште еден случај кој што така дека во таа болница, тоа се работи за организацијски и системски грешки. Лекарска грешка. Да, лекарска грешка е, меѓутоа е и системска грешка. Не може здравствениот систем да вика родилиште нешто кое што нема гинеколог 24 сати, нема неонатолог 24 сати и нема анестезиолог 24 сати, тогаш само собата се вика така. А тука жените имаат илузија дека има родилиште и дека може да се породат. Профили кои што се стално на повик, а не се во редовно време, не се решение. Таму каде што нема, втор случај Куманово нема неонатолози. Стално покриваат лекари од нашата болница, дежураат таму. Во Гевгелија дежураат лекари од Чаир. Не се тоа решение. Мора да се планира кадар за тие болници, а доколку се процени, можеби не е популарна мерка, но треба можеби и да се затворат и да се преусмерат према најблиското родилиште, каде што има доволно кадар. Па одлично, меѓу 3,5 до 6 има 12.000. Не, 12 не е Скопје најблискиот град. Јас мислам дека... Карикирам, меѓутоа така ќе се случи на крај. Јас сметам и имаме разговарано, значи, со двете колешки, дека Скопје е веќе спремно за отварање на родилиште на второ ниво. Така, уште едно, како што е во рангот на специјалната болница Чаир. Значи, така некако и ние би се растеретиле, поготово со новороденчињата кои што ги викаме near term, односно близу терминските и терминските новороденчиња, па така овдека би се породувале тие жени, додека она што е се поризично ќе си остане на клиниката за гинекологија, акушерство, односно со транспортот ин утеро. Значи, така ние би се растеретиле. Она малце го начнавме за мобингот и булингот. Да, постои, поготово кога политиката многу ни влезе на голема врата. И верувајте дека пред 2-3 години
само во еден момент, значи во еден месец до 2 тука, десетина доктори кои што можеа да го дадат својот максимум и беа на возраст помеѓу 45-та и 50-та година, едноставно ја напуштија клиниката за гинекологија и акушерство затоа што не можеа повеќе да издржат. Значи, не можеа повеќе тој мобинг, јас што го викам, тоа беше веќе тортура, да издржат и ја напуштија клиниката. Веројатно останавме оние, значи, најиздржливите и оние каде што совеста едноставно не ни дозволува да ги напуштиме овие најмали, најтешко болни пациенти. Веројатно. Истото се случи и со нашиот оддел. Истото, да. 2010-2011 преживеавме страшен удар, заминаа 4 висококвалитетни лекари во Систина, од кои тројца беа со по 20 години специјалистички стаж. И тоа беше таа флоскула, никој не е незаменлив. Да, никој не е незаменлив, но процес на создавање на кадар трае. Луѓето кои што дојдоа на нивни места, ние олеснија работата многу, меѓутоа процесот на создавање на нив како зрел профил уште не е завршен. Значи, тоа се ненадоместливи губитоци за еден определен временски период. Дали беше ова, што велите, мобинг и притисок? Читам овдека делот од кажаните. Плаќање по учинок кој ги наруши меѓучовечките односи. Тоа ли беше проблемот? Не. Кај нас не толку, затоа што кога работите на оделение за интензивна нега и терапија на новородено дете, тука влегувате и работите. Значи, вие не можете да кажете, сега јас нема да одам во операциона или во родилна сала или пак нема да го згрижам детето. Вие кога згрижувате вакво новороденче, работите 4 до 8 сати само за да го стабилизирате. Значи, вие не се поместувате од тоа дете, а баш имате уште 50 деца за кои што се грижите. Значи, нема, значи, не сме да помисли доктор или сестра да го напушти работното место. Не сме. Значи, тоа е кривично по закон казниво дело. Од друга страна, значи, проблемот е во тоа што... Не сме, ама еве се случило. Се случило. Знаете, сите ние сме индивидуалци и си ги сносиме својата одговорност. Сега околу таа одговорноста, всушност, тука се обидов да ве навлечам, ама никако да се фатите во таа тема. Таквата колективна слика која што се создава, сите вас се оцрнува. Сака ли или не? Токму така. И еве повторно изостануваат казни, кои што, дали било ригорозни казни бара јавноста, кога станува збор за таква грешка, особено, бебе, мајка, родилка, веќе тука има една поголема сензитивност. Сите вас остава во исти кош. Но, од друга страна, секогаш кога се бараат казни, сите доктори велат, еве се обединуваат, прават заштита помеѓу себе, така е перцепцијата во јавноста. Значи, може и да не е таква, а од друга страна се зборите за мобинг и за притисоци. И повторно како да ништо не се случило. Така беше и во случајот со овие 4 деца, што сега ги спомнавте, што напуштиле од работа. Ваша колешка. Значи, си беше присутна комисијата, значи, и таа си одлучи дека нема направено пропуск во однос на стручниот дел. Токму она што го се Она има дисциплински престап, Значи... нема стручен престап. Добро. А потоа беше и дисциплинската комисија, значи овдека јас не можам да зборувам бидејќи колешката работи на истото оделение, тоа е веќе конфликт на интереси, нити сум била инволвирана во сите тие работи. Сето тоа лошо влие после вршвашата работа. Верувам, значи тоа е веќе на угледот на самата клиника која еве оваа година 70 години веќе ќе прославува од нејзиното постоење, тоа е огромна дамка која што ќе ни треба време да успееме да исчистиме. Тоа е огромна дамка. Знаете, вие огромна е недовербата, ви имате 50 пара на родители кои тука ви оставиле дете на одговорност и сега веле што? Значи, можете замислите само во наредните денови тие 50 пара на родители доаѓа и беа загрижени како е моето детенце и покрај тоа што ние многу, навистина многу разговараме со овие родители бидејќи имаат најтешки случаи на тешко болни дечиња. Значи, многу разговараме со нив, но луѓето, значи, во тој момент се почувствува една известна несигурност. Завлеговме во полето на политика, а со тоа ќе продолжиме веднаш по вториот блок на реклами за ова вечерна дебата.
Хајде да ги погледнеме иниф и се враќаме повторно во студиото. Еве не повторно во студиото во третиот дел од оваа вечерашна дебата со малку потешка тема, да ги се обидуваме да ги доловиме причините за смртноста на бебињата, која што секако е една од сензитивните теми во ова општество. Со мене се тројца, три, примариус доктор Весна Деловска Стојкова, примариус доктор Лилјана Којичи и примариус доктор Елизабета Петковска од три различни клиники, меѓутоа се места каде што се згрижуваат деца, особено оние пред време родените и проблематичните. Еве, завлеговме во делот на политиката и влијанието врз работата на здравствените установи, особено во вашите, кои што се доста сензитивни и се злоупотребуваат од политиката сега однадвор. Да речеме, лани политичка партија велеше, сега малку ќе прочитам, вели денес во време кога граѓаните се иселуваат масовно од нашата земја, со тоа ни се намалува и бројот на населението, Македонија се уште не може да ги заштити и зачува идните поколенија, и тука почнува да зборува за најфрапантни грозоморни последици од криминални политики, за губењето на животите на новороденчињата. За истата таа политичка партија, потоа од другата страна, веќе да нели ги промолчува ваквите работи. Колку ваквите ствари се нешто за кое што вие би требало да се побуните? Па еве сега ќе ви кажам, мислам, здравствената политика која што е водена во изминатиот период, морам да ви кажам дека довела до ова. Довела до миграција на голем дел од лекарите во приватното здравство. Ние сме со недостиг на лекари, а она што е многу пострашно е што сме со недостиг на сестри. Сестрите се исто за вакви оддели високо обучен кадар за кој исто така треба време и многу се битен сегмент од работата во вакви оддели. Мојот оддел пред 10 години имаше 25 сестри, сега има 13. Од тие 13, 3 сестри не работат сменска работа, бидејќи се веќе во години или имаат здравствени причини, значи дежураат 10 години. 10 сестри, на трета, на четврта вечер персоналот е исклучително израубован и под голем притисок. И затоа ни треба вашата помош. Мислам, сите овие, ми се допаѓа начинот на кој што ја водите дебатата и на кој што му пристапивте на овој проблем. За жал, не сите ваши колеги пристапуваат на исти начин и затоа сега ќе апелирам на нив. На нас вистина ни е потребна помош. Вие сте седма сила, новинари, не сте за џабе наречени така. Доведени сме таму каде што сме. Сега, сите стратегии кои што ќе се градат од тука понатаму, им треба време да профункционираат. И затоа, едноставно, сите ние би ве замолиле за помош, да овој проблем биде малку по-сензитивно третиран, да не служи за пополнување на медиумски простор, туку да се подигне нивото на свеста во јавноста, дека на нас ни е потребна и техничка и човечка помош. Но, морам да се навратам, ви благодарам прво на пофалбите, но мора да се навратам на нешто, дека вие самите мора да, веројатно ќе се сложите, да ги осудите вакви инциденти на несовесни колеги кои што фрлаат сенка врз сите вас, врз вашата работа. Пред малку споменатите, нели, несовесно однесување од ваши колеги. Тоа е Не само тоа, знаете што се случува? Кога ќе се појави име на лекар во јавноста, он е жигосан. Тоа е човек кој што има семејство, кој што има деца. Политиката жигоса подоста од вашите кадри. Така, за да дефокусира од вистинските проблеми. Знаеме докаде доведоа тие такви жигосувања, имаше и пукање по доктори, имаше и пукање по министер, да не забораваме дека тоа се едно од потешките моменти во вашиот сектор. Но, да се навратиме, велиме како беше понатаму. Колку што успев да испоконтактирам подоста од ваши колеги, велете и вие се сложувате со тоа дека најважно е навремено во прв триместар да се детектираат и селектираат високоризичните бременности. Така. И тука се набројуваат, нели, ризик од Даунов синдром, притисок во бременоста, го спомнавте вие, застој во растот, така? Така е.
сега само да видам, имаше една комисија, само да видам каде го имам запишано, кое што требаше да ги да даде решение за ги испитуваше сите поединечни случаи за предвремено породување и смртноста, и потоа требаше да даде препораки. Дали постои се уште тоа, постоеше во Министерството за здравство? Не сум информирана за таква комисија, меѓутоа постои една иницијатива на УНИЦЕФ. Еве го најдов од професора Дамова дека било раководена таа комисија. Не сум во тек. Значи Да. Значи не сум во тек со оглед на тоа што веќе професор Адамова од кај се пензионирани и работи во приватна здравствена заштита, така што до нас можеби и не секогаш допираат тие, значи, информации, но факт е дека се направија обиди, значи, да се подобри примарната здравствена заштита, која што за жал не за џабе Словенија не ги даде, значи, примарната здравствена заштита, односно амбулантите под концесионерство и приватизација, значи многу подалекосежно гледаше од нас. И овдека мисле чини дека се направи многу голем пропуст. И заради тоа, еве препораките најнови од Светска здравствена организација за 2017 година се не задолжителни само минимум 5, односно 7, веќе минимум 8, значи пренатални контроли на трудниците. И ги има во која и како гестацијска недела кај новороденчињата со задолжителни, значи, исследувања плюс доста разговор, значи и посветување на трудницата. А ако ви доаѓа трудница која што во текот на цела бременост нема измерено покачен крвен притисок, има или нема, вредности на шеќер, не се земени брисеви, значи немате ни телесна маса, нема добиено совет како да се заштити од дополнително сексуално преносливи болести, тогаш зашто зборуваме? Значи, не можеме само вината да бараме во терцијарна установа. Тука не можеме вината да ја побараме во терцијарна установа. Вината е многу порано. Значи, и јас сум уште и за воведување на, ако е страмота од 21 век да имаме сексуално воспитување, нека имаме здравствено воспитување. Значи, под младокот, со време да се научи како да се заштити и со време да знаеме дека планирањето на бременоста е многу долгорочен проблем и почнува уште од раните тинејџерски години. Не почнува од кога жената ќе забремени. За да имате здрав пород, односно здраво новороденче, како што кажа колешката Којш, треба да имате здрава мајка, односно здрав татко, здрави партнери. Од тука се почнува. Опуштена мајка, која не е во стрес дека ќе биде отпуштена од работа, дека нема породилно да добие, или дека после породилното ќе добие отказ. Мајка која не се секира, која не е предмет на семејно насилство. Се ова дисциплини кои треба да се вклучат во проблемот. Ние веќе имаме некакви идеи за нашата област, а има тука уште една работа, имаше многу бројни проекти со кои што де факто се напуштија основниве принципи на таа наша добра и докажана австралиска школа. Так. И мислам дека веќе сме во некакви планови да таа едукација за сите родилишта на сите нивоа на заштита ја обновиме. Така, и да продолжи. Да продолжи, да тоа биде една сериозна едукација, не една краткотрајна ден-два, него една сериозна едукација каква што беше таа, беа 6 модули по 2 недели. Каде што се работеше буквално сите. Добро, јас колку што знам, имаше таков проект кој течеше долго време, кој одеа на едукација, нели доктори, и тоа се продолжили со тоа? Тоа беа едукации целни во странски болници. Нема можеби потреба да се оди во странство, освен за некои специфични методологии кои ние не ги работиме. Овдека се работи за некакви основни принципи на грижа и нега на дете. И тераписки пристап, диагностичко-тераписки пристап. Тоа беше таа австралиска школа, која што некако као да се напушти во последниве години, не знам дали колешките имаат таков впечаток, тоа е мојот впечаток и мислам дека тоа придонесува за така еден неструктуриран, волунтаристички пристап во третманот.
Кога имате протокол, тоа е нешто многу добро. Протоколот ви е заштита од грешка. И ако ги светите точките, шансата за грешка во постапувањето се намалува. Затоа ние инсистираме на примена на тие протоколи. Да, затоа и ние и први повраќањето од едукацијата, значи од Австралија, на оној перинеонатолошки тренинг кој што го имавме, веќе 2002 и 2003 први и за прв пат ги воведовме неонатолошките протоколи. До тогаш на ниво на цела Македонија не постоеше протокол. И први некако ги воведовме. Ми се чини проблемите на двете интензивни одделенија се и во склопи на опремата. Едно е што опремата сама, без човечки фактор, не може да работи, а друго, знаете како велам јас, на новородено не треба да штедите. И може би под капата на владата на Република на Македонија треба да влезат овие две одделенија. Значи, јас не треба да размислувам денеска дали ми фали некаков инструмент или некаков потрошен материјал или некаква апаратура. Медикамент или пак некакво лекарство. Не треба да размислувам. Колку што се сеќавам при промена на министерот имаше некоја таква дополнителна закомпликување, нели, со потребите, па да се испратат, па да се вратат, што е потребно за дневно или недневно, тоа се решили? Околу снабдувањето. Ние би биле среќни сега на вистина повеќе да нема електронски надавања и да влезе конечно квалитетот, а не квантитетот. Значи, да не се набавува материјал кој што буквално вие не употреблив. Тоа е чекор за поздрав, ја би го поздравила. Би биле среќни. Да. Веројатно имаме уште неколку емисии да се направат со вас на поедна тема, може серија. Уште мислам дека околу овој делот што бев нели сигурен да ве викнам околу она што беа причините, мислам дека зафативме добар дел од причините. Уште вчера имав една друга дебата по друга тема, учествуваше и ваша колешка тука околу загаденоста. Колку овие модерно време и загаденоста влијае на нели кога станува збор предвремено породување, болести, смртност. Са прочитав една студија дека влијае на аутизмот. Такво нешто прочитав, меѓутоа тоа се све работи кои што треба допрва и дополнително да се испитуваат. Влијание на загаденоста штетно влијае на здравјето, претпоставувам дека влијае штетно и на здравјето на трудниците, нели, и на бебите. Добро, јас се надевав на поконкретен одговор и со некоја препорака, добро? Па со оглед на тоа дека трудницата вдишува, така, а белите дробови фактички и размената на гасови и хранливи материи преку постелката, па можете да претпоставите дека сето тоа се пренесува, значи и на плодот. Секако дека има штетни импликации. Ако тргнеме од тоа дека велиме не пушењето, туку штетните материи кои што се во чадот, се оние кои што влијаат, значи влијае сето она што го вдишуваме. Значи влијае и на плодот. Секако дека влијае. Како може би најискусна, бидејќи така и се представивте, како над години и години работа и уште југословенската школа, која што нели е тука по старите генерации доста значајна. Што е проблемот со пушењето? Пушате ли уште, се борите ли уште со пушењето кај трудниците? Да. Значи, ми се чини дека и во примарната дури нега борбата со пушачките трудници започнува, но и тоа е малку индивидуално. Сме виделе дури кај нас породени кои што ќе се скријат или во купатело и ќе запалат цигари. Затоа прашувам, за да знам дека по болницата. Но ми се чини со еден добар разговор, со добри препораки, дека голем дел и се откажуваат уште веднаш штом ќе слушнат дека забремениле. Така да едукација секако треба да постои, едукација од типот на австралискиот проект апсолутно се согласувам дека треба да постои, но и секојдневни едукации, можеби и преку вакви емисии се многу пожелни за идните мајки, за мајките кои што се бремени, па и за породените во врска со нивните новородени и недоносени новородени. Ја ви благодарам за учеството во оваа дебата. Се надевам дека ќе имаме можност да поразговараме и на некои други, можеби пофини
теми. Ова е сепак една малку по непријатна која што открива доста состојби во здравството и во поглед на екипираност и во поглед на тоа како планираното здравство, но и во поглед на тоа што значи бројката во однос на реалните согледувања и работи во вашата дејност, тоа е бременоста и породувањето и она првите недели, првите денови од почетокот на новиот живот. Ви благодарам примариус доктор Весна Деловска Стојкова, ви благодарам Лилјана Којич од детската клиника и Елизабета Петковска, ви благодарам на присуството. Останете со програмите на телевизија Нова со нова дебата веќе утре. Пријатно.